Две возила на противпожарната служба во Кочани со 12 пожарникари беа доволни да се изгасне пожарот во основното училиште Малина Попиванова, кој како дел од вежбовната активност избувна во училиштето. Од симулираниот пожар беа зафатени неколку училници и беа повредени тројца ученици, кои навреме беа евакуирани од пожарот и однесени во болница со помош на екипите на итната медицинска помош од Кочанскиот здравствен дом. Евакуацијата и симулацијата на пожарот се спроведе со учество на сите вработени во училиштето и учениците. Од вежбата се покажа дека основното училиште Малина Попиванова, како и територијалната противпожарна единица на Кочани, се подготвени за брза реакција при евентуална несреќа и исправување во случај на пожар. Акцијата ја оценувам многу успешна. Успешноста се гледа по времето на извлекување на учениците, околу 370 ученика, односно вработени, успеавме за 3 минути да се евакуираме, односно брзината на доаѓањето на противпожарната служба и извлекувањето на евентуално повредените лица. Се надевам оваа успешност дека ќе немаме прилика да ја користиме во реална ситуација. Територијалната противпожарна единица на Кочани ги поддржува ваквите активности на кочанските училишта. Оти истите се од големо значење за учениците да знаат без паника да го напуштат училиштето при евентуално избувнување пожар. Релативно успешно ја завршивме работата со тоа што имавме во овој случај симулација на 3 повредени дечиња. Истите беа санирани од страна на екипата на брза помош, изнесени од страна на вработените од противпожарна единица. Сакам да кажам дека голема благодарност исто така и до општинската организација на Црвен крст затоа што тие ни помогна во шминкањето на овие манекени, односно дечињата во овој случај што беа повредени во интервенцијата. Арсов додаде дека пожелно е секое училиште да организира вакви симулацијски вежби преку кои се утврдува колку училиштето е подготвено да реагира во случај на несреќа. Вежбите се спроведуваат согласно планот за евакуација при несреќи.